Првата караница во градот не го било и судијата кој никогаш не судел. Кога трите дечиња ги зеле парите на стариот колар Ване, веднаш побрзале во слаткарскиот дуќан и му рекле на слаткарот Марко: "Чичко, дај ни петленце од шекер, врапче од мед и зајаче од чоколада." "О," се зачудил слаткарот Марко, денес татко ви бил дарежлив. Децата рекле дека парите не им ги дал татко им, туку коларот Ване, и се поред раскажале како го лижале детето, како тоа бегало од нив и како со себе го зел стариот колар. Слаткарот Марко стоел со отворена уста. Најпосле одвај шепнал: "Детето е од шекер?" "Од шекер," одговориле децата. "И има очи од бадем?" "Од бадем," децата ги занишале главите. "И коса од чоколада?" "Од чоколада," повториле децата и рекле дека панталончињата му се од жолт шекер, а кошулата му е прошарана со суво грозје. "Па тоа е моето дете, моето шекерно дете," само што не запеа стариот слаткар. Заборавил дури и да ги послужи децата. Истрчал од дуќанот и право кај коларот Ване. "Соседе Ване, кај тебе е едно дете," прашал задувано. Не вадејќи го лулето од уста, коларот Ване рекол спокојно: "Кај мене е едно дете. Најпосле го најдов." Почнал да скока слаткарот, да се превртува преку глава, да стои на раце и да клинка на една нога. Коларот Ване стрпливо го гледал. Најпосле навистина го најдов шекерното дете, повторил и се смирил слаткарот. "Јас го најдов, соседе Марко, а не ти." Стариот колар го извадил лулето од уста. Слаткарот признал дека е тоа вистина и рекол: "А сега дај ми го да си го однесам дома." Брадестиот колар пак го ставил лулето во уста. "Не го давам, јас го најдов." "Дај, не давам, дај, не давам." И тие се скарале. Тоа била првата караница во градот не го било. Караницата дошла и пред суд. Судијата на градот тој ден го празнувал 101-виот роден ден и уште ниеднаш не дочекал да суди, да покаже што знае како судија. И немајќи работа за толку години, тој научил неколку занаети. Затоа пред зидот на неговата куќа било напишано со разнобојни букви, малку немарно и накриво, ама читливо: "Судија, часовничар, крошнар и бербер, лечи од забни болки и настинка." И сега наеднаш се скарале двајца први соседи, слаткарот Марко и коларот Ване, се скарале околу шекерното дете и нивната караница дошла пред овој умен и почитуван судија. Кога скараните соседи застанале пред судијата, тој прашал: "Зошто се судите, пријатели мои?" Слаткарот Марко одговорил: "Го обвинувам овој човек овде дека ми го зел детето." Коларот Ване ги собрал веќите: "Овој човек овде може да ме обвинува, но детето јас го најдов и сега е мое." "Така е," рекол судијата. "Детето е твое зашто ти си го нашол, не слаткарот Марко. Ама тоа дете е од шекер. Овој човек е колар, дрводелец. Според тоа детето треба да е од дрво, па да биде негово," се бунел слаткарот Марко. Судијата и со него се согласил: "Така е, тоа дете е твое зашто е од шекер, ама тоа дете не е кај него, туку кај мене." И коларот удрил со тупаница по масата на судијата. "Што ме детето кај тебе, тогаш нека биде твое," рекол судијата. Сега по масата на судијата удира и слаткарот. "Како може да биде негово? Јас тоа дете го направив од шекер, со коса од чоколада и очи од печен бадем." "Така е, шекерното дете е твое." Граѓаните на градот не го било веднаш виделе дека судијата не знае да суди, зашто не судел никогаш, а не судел зашто во тој град никогаш не се судело.
Тогаш грнчарот стане, рекол: тешко е, честит судија, да се суди кој да го земе детето. Тешко е, рекол судијата, затоа да го повикаме шекерното дете и да го прашаме кај кого сака да живее. Како ке рече, така и ке направиме. Така ке направиме, рекол судијата. Го прекинале судењето и го пратиле градскиот пандур да го повика детето. Сиот град чекал да види кого ќе одбере шекерното дете за татко. Само кожарот Спанко спиел и сонувал се исто, бели душаци и меки перници. Пандурот се вратил и возбудено викнал: шекерното дете го нема, шекерното дете го нема.